Сега се селиме кај колешката Елизабета Спасеновска-Дамјановска во рубриката Скопски агол, а во неа ќе посветиме време на лицата со попреченост. Впрочем, на истата тема ќе разговараме и во последната тема, но од сосема друг агол. Денеска на оваа тема ќе посветиме малку повеќе внимание, бидејќи вчера беше меѓународниот ден на лицата со попреченост, а колешката Елизабета сега ќе ни каже на кој агол од ова ќе се посвети во незината рубрика. Добро утро, Бети. Добро утро, Христо. Што каже и самата денеска ќе се задржиме токму на темата на лица со попреченост. Со нас денеска на утренски брифинг е Елена Павловска. Добро утро, Елена, и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, ви благодарам на поканата. Вие сте мајка на дете со аутизам и дете со попреченост. Би сакала да започеток со какви све предизвици се соочувате? Предизвиците се секојдневни, со тоа што почнувајќи од самото општество, самото училиште, самата инклузија, се уште постои дискриминација, се уште постојат бариери и граници кои што со години се развлекуваат и не се решава тој проблем. Зборуваме на оваа тема многу често, не вие и јас, меѓутоа се зборува во општеството. Дали нешто се променува со тоа што често е застапена оваа тема во јавноста? Не, само се тапка во место и се отвараат некои врати од кои што после тоа нема никаков одговор. Од социјалните служби, од образовните служби, се уште нема дневни центри, веќе 21 век, каде ќе оставите дете. Значи, како да кажам, као да се некое нужно зло кое мора да постои, ама ние толку можеме да направиме за тие деца. Веројатно ги сматраат затоа што не се во состојба за гласачко тело, па не вложуваат толку, а уствари секој дете има свој капацитет и секој дете може да направи нешто повеќе. Ред на исклучоци каде што децата со посебни потреби и попреченост може да работат 4 часа, тие што се работа способни да работат 4 часа и државата да ги оспособи да бидат понатака самостојни во животот. Многу е битно детето со попреченост или детето со било каков недостаток на физички, на невидлива попреченост, детето да биде оспособено за понатака во животот, да може да функционира. Така, вие имавте и проблем да обезбедите личен асистент. Оттаму ние две се познаваме, имавме можност за комуникација. Таа комуникација, јас верувам дека отвори неколку врати. Успеавте ли да обезбедите личен асистент? Да, обезбедивме образовен асистент. Личен асистент немаме, затоа што тоа не е во доменот на образованието и на труд и социјална работа, веројатно. Жално е што образовните асистенти се многу минимално платени. Асистентот кој го доби мојот син Огнен вложува труд, благодарам на тоа, оди во училиште и он е присутен во училиштето. Ама што после училиштето? Што правиме? Да, значи што правиме после училиштето? Јас морам до 4 часот на работа. Што со тоа дете? Каде ќе го оставам тоа дете? На општина Ѓорче Петров не дозволува градоначалникот да се отворат центрите, уствари да се отвори целодневната настава. Целодневната настава значи дека детето ќе биде згрижено во училиште до бар 3 часот, 4 часот. А од друга страна, затоа верувам се потребни оние дневни центри кои што ги споменавме дека се уште не постојат и дека не може да ги нема, значи ги нема. Јас не знам што се случува со државата и зашто не вложува во тие дневни центри. Тие се потреба на луѓето со посебни потреби. За каква инклузија зборуваме кога се уште тапкаме во место? Инклузијата си ние само на хартија. Така, убаво е да се слушне и вашето мислење, нели, како најзасегната страна, вие сте мајка на дете со попреченост. Најчесто во нашите интервјуа, во нашите програми се застапени институциите кои што ветуваат многу, меѓутоа и од ваш аспект се реализирали тоа многу? Не, што е реализирано.
покачена е некоја минимална сума. Што е со сумата и со финансиите кои децата имаат потреба од тоа? Не се ни свесни колку е финансиски тешко да имаш дете со посебни потреби. Збориме, аутизмот е ајде поблага форма. Што е со луѓето со тешка попреченост? Што е со луѓето кои што имаат потреба од помагала, ортопедски помагала, за да може непречено да функционираат? Зашто зборуваме? Пола тротоари се зафатени по сокаците и по улиците, затоа што зградите немаат паркинг место. Каде да се движат тие луѓе? Вие имате уште едно детенце кое што функционира нормално, кое што не е Да. лице со попреченост. Успивате ли да направите баланс? Нема баланс. Само упорност, работа и добро координирање на време. Нема тука баланс. Затоа што детето од второ оделение кое има потреба, има домашни, ова другото има потреба од логопед, од дефектолог, од терапии. И нема, тука е влечење. Едно со друго. Немаш каде ќе ги оставиш. Да, благодарам тука е мојата фамилија за помош, нели, да причува дете, мојот партнер, ама тоа не е решение. Значи, тоа не е решение за децата со попреченост. Друго е кога јас ке знам дека детето е згрижено во дневен центар, каде јас ке плаќам некоја минимална сума и детето ке можам во 4 часа да го земам. Значи, Сите имаат потреба од работа. Потребни во момент. Во Ѓорче нема, во центар нема. Јас не познавам и тие дневни центри кои што се баснословни суми, кои што не можат луѓето да си ги дозволат. Тоа е како да плаќате приватна градинка 12-13 илјади. Илна, јас искрено се надевам дека барем нешто ќе се промени на подобро во ситуацијата. Се надеваме, отворивме социјална група на Facebook, сонче огледи за невидлива попреченост. Се надеваме дека со здружени сили ќе успееме многу повеќе да направиме за луѓето со невидлива попреченост. Се надевам дека општеството и високите луѓе ќе може да направат нешто повеќе за децата со попреченост. Имаат ли тие слух? Тешко допираме до тие врати. Во однос на луѓето кои што ве окружуваат. Не мислам сега тука на оние кои што се од високото општество, туку зборувам за соседството. Како реагираат на децата со Се уште има она Стигма постои? Да. Значи се уште сме на многу ниско ниво за развивање на општеството дека имаме соодветна инклузија. Се уште постои дискриминација. Немој да се дружиш со тоа дете. За жал е така. Општеството е такво. А се потекнува од возрастните, од родителите. Децата не познаваат граници. Децата не познаваат раса и децата не познаваат дали има попреченост или нема попреченост. Тие се деца. Тие деца го прават светот да биде убав. Елена, ви благодарам што го споделивте вашето искуство со нас денеска, со гледачите на Утрински брифинг. Јас надевам дека ќе имаме можност да позборуваме за повеќе теми, дека барем некоја од овие потреби кои што се вас неопходни во блиска иднина ќе бидат реализирани. Ви благодарам уште еднашка и секогаш стојам на вас и вашата телевизија за соработка.